Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум четврто оделение, а учам во основното училиште Круме Кепески. Денес ќе ви раскажувам книгата Необичното розово ладало од Ненси Спрингер. Оваа книга е дел од серијалот Мистериозните случаи на Енола Холмс. Во оваа книга се зборува за тоа како Енола Холмс се обидува да спаси леди Сесилија Алистер. Главни ликови во оваа книга се Енола Холмс, Шерлок Холмс, Майнкрофт Холмс, леди Сесилија Алистер, леди Теодора Алистер, кидонаперките на Сесилија Алистер и тој што чувал Сесилија. Сцените во оваа книга се случуваат во Лондон. Енола била девојче која што сакала да стане детектив. Со мајка и дома таа учела шифри и многу други разни работи кои што би може да ја користат доколку стане детективка. Бидејќи таа избегала од лова, таа се криела од своите браќа, бидејќи таа не сакала да оди во интернат. Еден ден, Енола Холмс се преправила во наставничка и отишла во тоалетот. Во Лондон имало посебна соба со тоалет, каде што имала и столчиња и се. Таму таа ја видела леди Сесилија Алистер. Леди Сесилија и покажала знак дека е во опасност, па затоа Енола Холмс решила да ја спаси. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога ќе присилат леди Сесилија Алистер да се омажи со некој што не сака, па затоа Енола се обидува да ја спаси. Еден ден, Енола добила порака од Сесилија дека е безпомошна. Леди Сесилија била грабната за да се мажи, иако не сакала. Во тоа време, обично родителите договарале мажачката. Кога леди Сесилија ја повикала Енола, таа го повикала Шерлок Холмс, веќе заедно работеле на случајот. Но доколку сакате да знаете што ќе се случи понатаму, прочитајте Необичното розово ладало од Ненси Спрингер, која е дел од серијалот Мистериозните случаи на Енола Холмс.